Петре Пирузе Мајски е роден 1907 година во Охрид. Основоположник на првите цивилни и воени органи на слободната македонска територија. Член на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ. Учесник и член на АСНОМ. Учесник во редактирањето на предлог документите донесени на АСНОМ. Учесник во конституирањето на првата македонска држава. Член на АВНОј. Член на президиумот на АСНОМ. Прв повереник министер за правосудство на македонската држава. Основоположник на судските органи во македонската држава. Судија во Врховниот суд на ФНРЈ. Заточеник на Голи Оток. Заедно со Ченто, Брашнаров, Шатев и други. На Голи Оток, разбиша, се сретна Енушка со Петре Пирузе, кој беше, тој беше стафен во кафес, онака заграден, да нема контакт со луѓето, нити со затвореници, нити може да види, ни видео да види. Он цело време, тоест поголем дел од тоа беше во тој што вика кафезот, разбираш. И со него кој се сетиме, се жалеше од голема тортура. На него и тешко зборуваше. На Голи Оток ние, Петре Пирузе и останалите, работавме тешка физичка работа. Со камен го кршавме. Ми дава чуски од 10 килограма да го кршиме каменот, да вадиме мермер, некој за да го продава тој мермерот. И носиме трагач со камен. Двајца напред, еден назад. Тие трагачи тежина најмалку беа од 20-30 килограми, разбираш. И то многу лошо влијаеше на нашето здравје и одевме најмалку по 20 километри далечина да го носиме тој камен. Има некои луѓе на кои оставија печат во македонската историја, а ние не им се доволно одолжиме. Петре Пирузе имаше свест за своето значење и своето битие во рамките на нашата историја. Неколку дена пред смртта на еден функционер кој дојде да го посети, а он го прими, беше благороден. Он знаеше да простува и во тоа беше неговата големина и неговата храброст. Јас велам, само храбрите простуваат. И тој го прими тој човек и му рече само толку: правевте се што правевте. Направивте многу работи. Се направивте. Се што може човек на човека да му направи. Тешкоти и несреки и зло. Меѓутоа, историјата на Македонија без мене не можете да ја пишувате. Да знаете, јас сум дел од таа историја. И тоа останува. Тоа е нешто вечно. Ченто, Пирузе, Брашнаров, Шатев, Соколов, Полежина, Апостолски, Гермов, Влахов, Атанасовски. Редица други македонски дејци, именувани за автономисти и сепаратисти, ја имаат таа несреќна судбина да бидат ставени во арсеналот на идеолошките непријатели на комунистичката партија, како група која се спротивстави на недемократските методи на владење на партијата. Група која не го прифати како дефинитивно југословенското решение на македонското прашање. Прогласени за непријатели на сопствената држава заради нивните национални и патриотски чувства, беа жртви на комунистичкиот режим, а нивното име и дејствување табу тема на македонската историографија до крајот на 80-тите години на 20-тиот век.